Со оглед на големата новооткриена љубов кон рудниците од страна на инфомаксовци, имаме еден братски предлог до Александар Митовски и Милош Милошевски. Ние немаме новооткриена љубов кон рудниците. Стара љубов ни е тоа. Кон индустриализација на држава, бидејќи индустриализација значи просперитет. За народот просперитет, за граѓаните. Не ни е тоа новооткриена љубов. Зошто браќа да застанеме само на кожуф и беласица? Аманството е провинцијализам. Дајте малку економски буми во главниот град. Например, цело водно лежи на исклучително квалитетен лапор. Зошто дупката кај Усија да ја држиме во енклава кога можеме да ја прошириме на цела планина? Таму има суровина за цемент со која цел Балкан ќе го изградиме одново. Замислете само колку милиони од концесии ќе се директно во буџет на град Скопје. Се согласувам. Се согласувам. Ако водно е извор или има економски потенцијал да ја крене економијата и да обезбеди работни места за 5000 луѓе и да донесе 200 милиона, 300 милиона евра приход за држава годишно, зашто па да не? А што е тоа лапор? Брат, како што вадат у Дебарона. Па ја не знам ни За у Дебар. цемент. Ни у Дебар не знам што вадат. Камен. Камен, специфичен тип на камен. Види, И не само на кратко дај дозволи. Не бе да пред да го прочиташ што за види, ова е една глупава, многу глупава форма на локал патриотизам. Демек ние сме да се гради кај него дома, затоа што ние не се кираме за тоа како изгледа ситуацијата кај него дома, па се еве и кај нас ако може. Инакче овие да. Тоа глуп локал патриотизам, значи ова Ова теза. не е локал патриотизам, Ова е теза ти е исклучително глупава, не знам кој е. исклучително глупава, меѓутоа само ти кажам дека окей, јас се согласувам да се отвори и водно, ја би го отворил како конзерва. Вака ждранк и да видиме што има унатре да правиме економски бенефит. Иначе тие рудници за кои што ние збориме се наоѓаат на отприлика 5-6 километра од првото населено место. Меѓутоа Да. Значи што е проблемот? Рудното богатство на една држава. Државното земјиште припаѓа на сите нас подеднакво, без разлика колку блиску или далеку живееме од тоа рудно богатство и тоа државно земјиште. Да. Значи тезата ти е, како да речам, моронска. Затоа што тоа е колку е твое, толку е и мое. Тоа што се нашло блиску до местото кај што ти живееш е ирелевантно. Ако се почитуваат сите еколошки стандарди. Тачно. Тоа е тоа. И не само тоа, наместо оваа бескорисна шума што само прави влага, сече сончева светлина и реално нема никаква економска вредност, само да ти објаснам една работа. Водно своевремено е 100% експлоатирано, комплет, лапорот и цементот се извадени од водно, пред водно да биде пошумено. А и нема дрва, да, немало дрва. Значи, водно е пошумено некаде 50-тите, 60-тите години, Филип ќе ме попри болje знае историја. Па може малце и погасно да е, за да нема поплави у Скопје. Да бе, да. Инаку водно е гол рит, лапор, изваден е комплет, бидејќи пред некоја емисија зборевме имало рудник. Да, на Теферич имало неколку рудници, целосно се истрошени и се затворени и после тоа, сега ќе ти најдам слика, после тоа водно е затворено. Меѓутоа, ако се најде ново наоѓалиште, јас сум за да се отвори повторно, само да најдам слика да видиш како изгледало водно пред да биде пошумено. Има. Пише Скопје 1920 водно. Ама види, Не, сега ќе му покажам слика. Додека ја најдеш сликата само на кратко. Исклучително е ирелевантно дали ти сакаш или јас сакам или ти сакаш или не сакаш. Има закон, ако сакаме да живееме у правна држава и да владее правото, а не да живееме у див запад, значи треба согласно закон и процедура, ако таа е испочитувана, да му се овозможи на секој инвеститор да инвестира на земјиште и да биде тоа во интерес на сите нас. А тоа што јас сакам, ти сакаш, не знам, Петре сака и така, таа приказна ја почна пред 2016 само со референдумите и видовме до кај стигнавме. До нас пушти ја слика. Гледаш како изгледа водно? Ова е водно пред 63-та.
Значи, од прилика 70-тите е пошумувано водно. До тогаш После водно... земјотресот изгледа. Да, водно што е, гледаш? И Таму- овде пак има нешто. 30-тите нема ништо. Ништо нема. Скроз се голо. Таму лево, например, ова горе е црниче, ова горе. Сега не знам кога ти покажам. Куќиве кај што се последни, над тоа е црниче. Таму е лево, при крајот на сликата, таму е МВР, горе лево над тоа е црниче. Као што можеш да приметиш, таму е отворен рудник, окно, горе лево, негде на средина на сликата, окно за лапор и цемент. Тоа е искористено, извадено, затворено, пошумено. Лево, на оваа слика не се гледа, уште полево, тоа е према Теферич таму. Таму има огромен рудник, све е извадено, сега е зациментирано и А сега нели се копа нешто бе таму горе? се копа во усие. Као дел од водно. Значи во усие се копа. Да. Се копа, као, нели, тоа као го викаат. Дел од водно е. Не знам као е на упревод. И се копа, да. Јас сум за. Ако е така, одма отвараме и чао. Ама нема веќе. Искористено е. Може има диаманти под вода. Абе, кај има знаеш? математика? Или злато. Сега. Ова го правеле, на Вчера пример. него дочитавме статусот. Да, ова го правеле, на пример, паметните, нели, југословени. Комунисти. Нели, многу биле паметни. Држава правеле. Гледате како правеле Правеле. држава. Водно го отвориле, го И искористиле, направиле. го монетизирале и вратиле назад кај народот пари. Понатаму вика, и не само тоа, наместо оваа бескорисна шума, сечесно часиме, водно крие милиарди тони ултрачист карбонат за фасадни материјали и поплочување на нови елитни комплекси. Замислете колку нови вработувања, колку средни семејства и колку зголемен локален БДП ќе имате. Не е тој локален, национален БДП. Чист еколошки соживот, опен пит рудник со директен поглед на вода за сите граѓани. Инаку, ова што го збориш околу чистиот карбонат за фасадни материјали, отворен е тој рудник. Најди, тој работи, тој е огромен рудник, тој сега ден денес работи. Отвори го каменоломот, слика од каменоломот што е према, знаеш каде? Кога си иде према Козјак. Знаеш каде? После Маркова река. После Марков манастир право. Тој работи, шефе. Знаеш кој рудник има? Наводно е тоа. Само тој Од позади другата страна, да. Чекај. Збори, Милош, само на мене. Да, види. Значи, идејава со оваа објава стварно не ти ја разбирам, затоа што очигледно ти не можеш да ги разбереш аргументите кои што ние ги представуваме, а ова кој што ти го пишуваш воопшто и не е аргумент. Затоа што, пак ќе ти кажам, тоа природно богатство ни припаѓа на сите нас. Ако Говорлево, пушти го до статусов. Ако тоа што се прави е општествено одговорно, нема да ја загадува животната средина, нема да ти го наруши твоето живење, или ако го нарушува твоето живење, не си компензиран за тоа, onda имаш право да збориш. Добро, Ако добро. не, има закон ова држави, тоа е тоа. Ајде Тука пушти го да завршува видиме, нашата дебата. Open Pit рудник со ајде пушти го да видиме како изгледа рудникот. Ова е од другата страна на водно. Сите би законите да функционираат, ама не за вас. Сега Немаш ќе најдам така. на Google Maps со Street View. Законот важи подеднакво за сите. Сите имаме права и обврски. За некои работи мислам дека стварно не треба да се прашува. Дај отвори го. Не, еве ќе направам сателитска снимка, скриншот, колку има отворено рудници. Колку рудници има на водно. Да видиш колку, еве ти го, пушти го ова. Колку рудници има на водно. Ова е во моментов на водно, ова што се вади. Ова ти се лапори, мапори, дрдрња. Овој најголемиот десно, горе, под црква Свети Кузман и Дамјан. Под таа црква, десно тоа е големиот рудник. Отворени се сите овие рудници. Лево, горе, тие све што се жолтите точки, тоа се сите рудници. Open pit. Наводно. Пошто од оваа страна наводно, у текот на минатиот век исцрпени се сите потенцијали, тоа е затрпано со земја, пошумено од страна во работни акции на комунистите.
Нема веќе што да се вади од таму, се има шума. Ама од таа го видео на за Лапор кога се враќаме од водно. Да. Тоа е од оваа страна. Така да немаш глупости да збориш. Ај сега следно. Понатаму во Радоша Скопјано буквално седат на неискористени стратешки наоѓалишта на хром и манган во соседниот двор. Каде е патриотизмот и поддршката за тешката индустрија браќа? Итно отварање на рудници во Ѓорчи Серед, хромот е клучен медал за зелена транзиција на Челик. Вак сега ти кажам. Во хром на селбата се вика хром заради тоа што таму постојат две фабрики И рудник. и рудник. Ова е рудникот го врнево на водно. Да, како го користат едниот слој, ставаат одма шума, продолжуваат надолу, ова го покриваат. Ова е сега на водно. Али како и да е. За хром рудникот, хром се вика на селата по рудникот. И Велурфлок, две фабрики има таму. Едната е Велурфлок, другата ти една до друга беа. Другата не ми типне како се вика. Тие работеа се додека транзицијата која што ја спроведуваше само и Бранко Црвенковски не имеа мајката на 5000 вработени кои што работеа од тие две фабрики у рудникот, не ги продадоа на транзицијски олигарси, ги однесоа у стечај и ги пропаднаа двете фабрики. И ги купија. За ичпаре. Ова што го збориш Радуша, тоа е точно. Радуша и од таа страна према Радуша кон до тие и од таа страна кон Јегуновсе постои отворен коп и фабрика топилница која што се вика Југохром, во која што работеа илјадници луѓе и илјадници семејства живееа од тој рудник и од таа топилница. И така наречени deal-oriented екологисти од тогаш Тетово, наводно Југохром загадувало во Тетово. Нема врска. Тетово е денеска позагадено било од кога Југохром не работи. Зошто? Југохром представуваше конкуренција за некои поголеми играчи кои што произведуваа исто така производи од руда од хром и манган, регионални играчи, кои што ја плаќаа приказката на така наречените profit-based екологисти од кај нас, кои што протестираа и под притисок се затвори топилницата. И рудникот. И сега рудникот стои отворен, Југохром пропаѓа, Има опасност да ги загади подземните води заради пошто тоа не што работи. не се експлоатира рудникот. Тек сега има И не го опасност да се одржува загади. никој. Тек сега има опасност да се загади цела околина, водата и изворите во Рашче. А меѓу другото, илјадници семејства ја изгубија работата во Југохром. Тоа е ефектот на полуинформирани и profit-oriented екологисти. Тоа се стратешки објекти на државата. И за такво делување ја би ги гонал за саботажа. Ајде видиме понатака. Јас сум од Ѓорче. Ја би го преселил цело Ѓорче ако има хром. Исто така време е да заводиме нафтени платформи и сонди на термалните води под самиот плоштад Македонија. Греот е ти ресурси да пропаѓаат неискористено кога ние глумиме еколози. Нафтата има некои многу мали количини, точно е тоа, истражување има такво, за мали количини на нафтени остатоци од нафта и тие гасови, ти реков ми рече, за кои што не постои економска оправданост да бидат отворени. Меѓутоа, ако се направи геолошко истражување кое што ќе каже дека ако се отворат тие ќе имаме 15 милиарди евра, кој е проблемот да се направи пумпа, не гледа. Нели нема направено без тешка индустрија, нели мора да се индустриализираме по секоја цена или сакаме тешка индустрија, дампери, експлозии, канцерогени чести, загадена почва и вода, ама не во нашиот двор, не. Цела држава е нашиот двор.
Цела држава е двор на секој граѓанин на оваа држава. Без разлика колку блиску живееш или далеку од Цела местото. држава е и твој двор и мој двор. Цела држава. Не може заради полуинформирани, неинформирани и профит ориентед еколози да пропаѓат цела држава, цела економија. Ја те прашам една работа. Сега ти одговорив дека околу Скопје, на Водно конкретно, има отворени рудници кои што ден денес работат. Нема никаков проблем со тоа. Усија имаше проблем не со рудникот. Усија имаше проблем што гори У печките. во печките за Као да го гориво. произведе цементот, као гориво. Да. Усија гореше ѓубре од текстилно и не знам тие како викаат тоа Увезено беше од Италија, увезено и мислам дека. гореа нафтен кокс. Да. За тоа протестираа луѓе, Им забранија. им да забранија тоа да со закон им забранија, престанаа тоа да користат, ги исчистија филтрите, ставија нови филтри и сега нема проблем. Ама рудникот не бил проблем. Ни за Скопје, ни за Скопје. Има езеро. 2 езера има. Во Усија, кои се пуни со риба. За ладење в суштина се тие езера. Нема проблем. За хромот, еве ти кажав. За Југохром ти кажав. Те прашам, Радовиш загаден е? Сега е загаден. Пошто им гори депонијата 5 дена. Ама им гори депонијата. Не е загаден ради рудникот. Пробиштип загаден е. Паланка загадена е. Злетово загадено е. Не се. Знаеш што е загадено? Тетово. А освен казина нема ништо. А само казина има брзи кредити. Кладилници. Тоа. Во аптека по некоја и тоа е. Тетово е загадено. А Југохром не работи. И рудникот не работи. Знаеш што е загадено? Струмица. Зашто гори депонијата. Знаеш која река е загадена? И Ловичка и Струмичка. А нема рудник. Ово е дечко од Гевгелија, сега гледав. Од Гевгелија? Ова нема видено ова. Тие се загадени. Таму кај што има рудник нема, ја не гледам сега дој.